Почитувани Македонија, втор ден во жалост по трагичниот настан што се случи во дискотеката во Кочани, каде што 59 претежно млади луѓе ги изгубија своите животи, а над 150 има повредени. Вчера Министерството за образование и наука излезе со една препорака и совети за родителите, кои што беа препораки испратени до сите училишта, потоа училиштата ги препратија до сите родители за тоа како да се однесуваат родителите во однос на психичкото здравје кај децата. Препораките се тука, нема јас да ги поединечно да ги читам. Меѓутоа, затоа денеска овде во емисијата го повикав Фики Гаспар, кој што е психолог и ни доаѓа од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Со него ќе поразговараме за тоа, од психолошки аспект за сето ова што се случува и во деновите што предстојат се уште, ова е еден шок за сите нас и голема траума, посебно за младите. Значи, во првиот дел ќе поразговараме за децата, како родителите да постапуваат со своите деца во овие денови, а потоа ќе поразговараме и за тоа како сите ние да се справиме од овој шок и ова траума, од оваа голема трагедија што ја задеси нашата земја. Фики, ти благодарам што одвои време да бидеш денес овде. На почеток да те прашам за веднаш за тоа како, Мон излезе со соопштение, кажав, како родителите во овие денови, бидејќи на децата знаеме дека се им е достапно, па дури мобилните телефони можат се да видат, се да прочитаат, се да слушнат. Како да пристапат родителите, иако и тие самите и ние самите сите сме вознемирени од сето ова што се случува, како да пристапат во вакви моменти со нивните деца? Така, Министерството пушти одредени препораки кои што се доста соодветни. Тие се насоки кои што кажавте вие отидоа преку училиштата па до крајниот корисник до родителите, уствари се со цел да можат децата да се заштитат максимално колку што е возможно во ваква ситуација. Сите сме свесни дека ваква ситуација е голема трагедија и вонредна состојба која што да се надеваме дека никогаш нема повеќе да се случува. И препораките ние што ги даваме и до родителите кои што се јавуваат и кај нас е да искомуницираат со децата, значи да пробаат да разговараат, многу зависи секако и од возраста, доколку се работи за дечиња кои што се предучилишна возраст, родителите треба само да припазат, пошто и тие се под голем шок, самите родители да припазат како реагираат пред децата и што зборуваат пред децата и доколку видат дека некој од дечињата има промена во однесувањето, да пробат да ги разберат со тие дечиња кои што се малку постари, да поразговараат, доколку се свесни дека се случува нешто, но има многу дечиња кои што се помали, кои што не се свесни дека нешто се случува, но се свесни дека има промена кај однесувањето, кај ставот, кај изгледот, фацијалната експресија на родителите, кое што е многу важно да ги заприметат. Разбираме ние дека кај родителиве исто е ова момент на шок и кај секоја личност. Кај секој еден од нас, се шок. Да, кај секоја една личност влијае директно, индиректно, зависи на која позиција сме и кај професионалците, како новинарите, како вас, кои што обврска и должност им е да ги споделат некои работи, како и вакви емисии, наша должност да можеме да помогнеме малку, колку што можеме, макар и тоа да е малку во оваа ситуација. И морам да кажам, позитивна работа е дека многу професионалци веќе самоволно понудија помош. Главни се Црвениот крст и Комората на психолози. Да, тоа е многу битно да го напоменеме, дека Комората на психолози веќе има понуда од оние кои што се незини членови како психолози, ако им му треба на некого, ако се чувствува психолошки лошо, да побара психолошка поддршка од сите оние психолози кои што се на листата, можат, ми се чини, на сајтот на Комората да ги најдат телефоните, Фики, ако не се лажам. Да, слободно можат на сајтот. Тоа ќе биде се бесплатно.
Да, има пријавено секако, има пријавено повеќе од 50 психолози како што видов официјално преку комората, но видов и многу колеги кои што работат по приватни центри, работат дел од државно, сами се понудија, како и многу граѓани кои што помогна и се трудат да помогнат и со друг вид на помош. Да, дали е тоа згрижувачки, дали е тоа во однос на информации, дали е со... Така да има една јасна представа за колку голема е оваа работа што ни се случи и секако имаше и од регионот доста помош и кога гледаме тоа секојдневно, но имаше и интереси од цел свет да се укаже помош, со тоа што иако сме ние сега во шок, мора да напоменам дека ова не е шокантен период, се гледа тежината на самата работа и сега очекување некој, иако многу е тешко да процените што ќе се случува, затоа што овие се сите вонредни моменти, тоа што очекуваме е дека ќе биде исклучително важна таа психолошка поддршка и во текот на деновите што следат, да не кажам во текот и на целата година. Посебно за тие кои што се инволвирани, кои што имаа семејства, кои што беа дел од тој трагичен настан за жал и тие кои што за жал изгубија блиски личности или беа во ситуација да на некоја нивна блиска личност им се случи повреда, која што гледаме дека за жал и многу голем број на луѓе се и со сериозни повреди. Така да се вратам малку на иницијалната тема, родителите треба само да го припазат тој момент со децата. И секако комуникацијата е најважна, а веќе ако почнат да комуницираат, збориме за училишна возраст или за тинејџери, да им остават простор, да поразговараат, да не ги прекинуваат, да им ги уважат емоциите, да им го уважат погледот, да им дадат насоки и да им бидат сигурност на некој начин, затоа што вакви моменти ни влијаат на сите главно и на сигурноста која што ја чувствуваме, затоа што сите доаѓаме до ситуација да се чувствуваме дека ни се случува на некој наш, иако некој од нас и не ги познаваат тие луѓе, сепак се работи за наши луѓе. Така, за човечки животи. Се работи за наши луѓе. Да. И тие што не доживуваат како наши луѓе, другите држави пак сепак сите сме луѓе. Да, сочувствуваат. И тоа е, мислам, многу важно, но ќе биде предизвик. Јас мислам и тоа голем предизвик ќе биде навистина, заради тоа што некако ми се чини дека и годиниве наназад првин ковидот не зафади тоа, психолошки делуваше на здравјето, па многу трагични ситуации се случува и во соседството, со убиства и така натаму, самоубиства. Значи цело време бевме бомбардирани од негативни случувања и тука беше доста и нарушено психолошкото здравје на младите од многу работи. Сме говореле со вас на овие теми, меѓутоа ова ми се чини дека е нешто што можеше најлошо да се случи за нашава земја. Како што кажат и не само нас, ги погаѓа сите и соседите и надвор. Меѓутоа да се вратиме на темата околу децата. Како сега децата да се чувствуваат безбедни надвор од дома? Говориме поконкретно сега за адолесцентите кои што излегуваат и по кафичите и така натаму. Знаете како? Дали ќе постои кај нив таа психолошка, како да кажам, тој психолошки страв, дали ќе бидат тие безбедни кога веќе излегуваат надвор од дома? Знаете како, тинејџерите, младите возрастни, демографски, од аспект на тоа што тие бидејќи се најпогодени. Мнозинството од жртвите и од тие што се повредени се, како што прочитав, на возраст од 18 до 24 години. Од 15, уште помали. За жал имаше и малолетни лица. Нормално дека ќе можат да се поистоветат, затоа што демографски тие се најчестата популација кои што ги посетуваат тие ноќни клубови, кафичи, излегува по такви журки. Помала бројка се тие повозрасни кои што ги посетуваат и групата беше доста позната и важеше за една од меѓу најзначајните и многу луѓе
и тоа е јасно според споделувањата дека имале одредени блиски контакти и позитивни искуства со истите луѓе. Ја немав честа да ги запознам луѓето од бендот, но тоа што успеав да го прочитам покрај такви музичари успешни како што беа, се работи за луѓе кои што многу и помагале. Да, хумани пред се. Хумани, кои што биле многу позитивни за општеството. И имајте во предвид дека ние сега поминуваме низ процес на загуба. И тој процес на загуба е многу тежок. Многу е отежна тој процес на загуба кога вие се справувате и со други работи во меѓувреме. Како што кажавте, што правиме со ситуацијата на сигурност. Така. Знаете, и сега нели веднаш институциите си ја вршат својата работа и треба да оставиме да си ја завршат и се надевам дека ќе се завршат работата во целост, да ги видат сите работи како што се, но треба да знаеме дека во луѓето во овие ситуации се појавува и револт, се појавува гнев, и агресија, да. се појавува затоа што како што разговаравме со колегите, кога човекот е жртва, ја нема таа, но кога веќе човекот ќе појави агресија, значи тој момент на криза кој што бара промена на работите. Значи кризите се многу тешки, но отвараат и можност да ние направиме промена на работите. Значи тоа е многу важно и од психолошки аспект. Ние кога независно од клиент кога ќе ни дојде или корисник кога ќе ни дојде на психотерапија, ни доаѓа со одредена криза и почнуваме од овде да работиме. Моето очекување е дека сега народот е во шок како и сите ние, така, и дека ќе биде исклучително важно при крај на неделата веќе ќе се зголеми енормно таа потреба за таа психолошка поддршка, за семејна поддршка, како и секоја друг вид на поддршка, посебно за тие што се инволвирани директно или индиректно, но дефинитивно и за тие кои не се инволвирани, затоа што ова ни направи промени кај сите. Така. Фики, говоревме за оние родители кои што навистина сакаат се во функционални семејства, кои што навистина знаат и да седнат и да разговараат со децата и да им укажат на работите како стојат и како треба, нели, и да ги контролираат во секој случај што гледаат, како гледаат, нели. Меѓутоа, што со оние деца кои што се од семејства кои што не се функционални, кои што не ги изразуваат чувствата кои што ги чуваат во себе. Што со нив? Знаете како, ние како луѓе од психолошки аспект имаме нешто што ние го нарекуваме психолошки столбови. Тие психолошки столбови се работите во нашиот живот што не држат и ни задржуваат менталната хигиена. Психолошки столбови може да бидат работа, семејство, пријатели, хоби некоја. Сите тие на нас, како што кажавме, не одржуваат да се справуваме. И сега вие ако имате нарушено еден или два психолошки столбови, но другите функционираат, може да балансирате. Кога разговараме за семејства каде што нема комуникација или за дисфункционални семејства, треба да имаме во предвид дека вакви работи може да бидат дополнително отежнување, посебно за личности млади и за деца кои што не се чувствуваат дека можат да споделат, да бидат слушнати. Јас овде би апелирал до наставниот кадар, иако не сум сигурен дали, мислам дека некои училишта и застанаа со наставата. Не сум сигурна и јас, некои шпекулации, знам дека дел од универзитетите... студентите, универзитетите добија известување дека цела недела нема да има настава, затоа и ќе се собираат, нели, секој ден. Немам официјална информација, но мислам дека и некои од школите разговараа за тоа, но доколку во училиштето стручниот тим увиде некаква промена кај некои деца, веднаш треба да реагира на родителите, а ако родителите не можат да се справат со тоа, или да пробаат посоодветно на одредени институции или да ги препратат, да им се укаже на помош. Треба да знаеме дека во ситуациите на дисфункционалното семејство може да се протнат деца и млади возрастни кои што нема да најдат
некоја личност со која што може да споделат и да си помогнат. И тоа може значително да ја наруши менталната хигиена. Исто така би препорачал, доколку пошто младиве имаат поголем круг на луѓе, барем нели статистички е така како одиме, нели како стануваме се повозрасни, ни се намалува тој круг на луѓе, но младиве и деца си имаат и другари од училиште и другари од мала, доколку видат младите дека кај некој детенце или кај некој млад возрастен се случува некаква промена, значи да пробат доколку можат сами да разговараат, доколку не можат да пробат да поразговараат со родителите, да се потрудат, нели, да помогнат во тој случај. Имаме многу ситуации кои што ги гледаме преку работа, дека во дадени ситуации во дисфункционално семејство врсниците, добра група на врсници посветена била еден вид на голема помош во тие предизвикувачки моменти. И секако пак доаѓа нели до тоа ние самите како ќе се поставиме во одредена ситуација. Ако почувствуваме нели дека има потреба некој од помош, треба да се потрудиме да си ја поразговараме и сами за себе да си и сами за себе и за блиските. Секако ако почувствуваме дека ова ни е преголема тежина, убаво е да поразговараме. Убаво е да пробаме како што се чувствуваме, да споделиме и нема ништо лошо во тоа. Ние секогаш го збориме да се побара помош од стручно лице. Точно. Барем сега мнозинството од стручните лица се спремни да го прават тоа без никаква финансиски терет. Така, еве и да потенцираме, се извинам што те прекинувам, за сите овие адолесценти на кои што им беа починати другарчиња, кои што беа и дел од самиот настан. Значи, многу од нив кои што, еве, и преживеа и го доживеа тој настан трагичен, како родителите да постапат со нив и што да, како да кажам, што треба да забележат кај нив за да реагираат и можеби не треба ништо да забележат, можеби тие и после се тоа треба веднаш да си побараат совет од психолог, како да ја надминат целата оваа ситуација низ која што поминале. Знаете како кога збориме за тие што беа директно инволвирани во тој настан и за тие што имаат загубено личност. Како што кажат и се уште се во шок? Се уште се во шок, но дефинитивно јас би препорачал кога малку ќе почувствуваат дека се спремни да одат на разговор со професионалец. Родителите секако треба да бидат подршка овде. Значи блиските личности кои што им се некој вид помош. Па и родителите сами што се? Родителите. Сите, значи, што беа засегнати. Лицата кои што им се авторитет, значи како во училиште, професори на факултет, колеги други, да сите да пробат да ја насочат таа личност или тие личности да одат и да се консултираат со психолог. И кога се работи за ваква ситуација, тоа е процес. Нема да биде кратко. Ќе треба работа подолго време. Затоа што како што е работата со преживеана травма. Така да. Знаете, затоа што последиците може да се појават малку и покасно. Колку е тоа покасно, ајде? После овој настан колку може покасно да се јават симптомите од се тоа што се преживува, што го преживеа сите оние кои што беа таму и вклучени во тој трагичен настан и оние кои што помагале во сето тоа и родителите на починатите деца кои што се. После колку време кај нив ќе дојде до ова се што говориме се уште се во шок, нели? Кога ќе престане овој шок? После колку време обично се случува тоа, како психолог да ни го објасните? Овој посттравматски синдром кога ќе се јави? Секаде е индивидуално. Обично шокот е од 3 до 5 дена. Добро. После тоа нели доаѓаат сите моменти на. Значи тогаш треба многу да се внимава на оние кои што добро. Кај секоја личност е индивидуална, кај некоја може да направи големи травми. Ние сите имаме резилентни сили кои што ни помагаат во вакви травми. Треба да имаме во предвид дека личности кои што во текот на својот живот уназад поминале травми, ќе им биде ова отежната ситуација. Значи на оние веќе кои што имале ваков проблем. Барем статистиката така кажува. Пак ќе кажеме, се е индивидуално, но статистички е така. И дефинитивно е нешто кој што треба
луѓето кои што биле директно инволвирани да го следат. Кога се работи за тие што за жал ги виделе некои работи, учествувале и имале повреди, тоа ќе биде индивидуален процес каде што може да требаат и години работа. Години да се надмине, но да. факт е дека некои работи ќе останат за секогаш, нели, така како што се. За родители кои што изгубиле дете, Така. значи овде утеха нема. И тие се многу специјални работи кои што јас лично ги препуштам на колеги во кои што се многу поискусни и кои што имаат Невропсихијатрите. секако психијатриска помош. Значи зборам за од психолошки момент. Секако мора да има Мора да има комбинација на тим кој што ќе ја следи работа, но како да ви кажам, многу често се споделува, нели неофицијално, дека за се има утеха, само за тоа нема утеха. Така да таа е некоја тема која што е многу тешка. Значи, јас во пракса сум се среќавал со личности со кои што сум работел на други проблематики, но кои што за жал ја имале таа судбина да и таа трагичен момент да загубат дете, и сметам дека многу е важно да се целосно да се превзема максимум што може од аспект на повеќе професионалци, и пак индивидуално и некои очекувања ги имаме, но знак прашалник е докаде и што ќе се менува и како ќе се постигнуваат работи. Нели стручните лица говорат дека после ова ќе се појават многу последици, после овој посттравматски синдром. Какви се проблеми психолошки очекувате после се тоа, кога малку нели ќе се стиша ситуацијата, барем малку нели да помине целиот овој шок? Какви се проблеми ќе се јават во однос на психолошкиот аспект? Нарушена ментална хигиена ќе има, очекувам, кај голем број од Дали има појава да депресија, анксиозност, депресија се обично најчестите. Психосоматски проблеми се јават и физички проблематики. Може да се кај клиентите или тие што се пациенти кои што веќе имаат одредени диагнозите може симптоматски да се влошат. Но тоа е нешто кое што психијатрите ќе го решаваат и се многу важни во овој момент, но може и да се појави и кај личности кои што до сега немале таков момент патолошки да се појави, но тоа морам да кажам дека ние ако го видиме во наша работа, немаме ние тука што да направиме, ние ги препраќаме на психијатар. Значи многу посебно да внимаваат оние кои што веќе имале некои вакви психолошки проблеми, да не има нели некој влошување или повторна појава на истите. Да, очекувано е дека ќе се кај голем број од луѓе ќе се влошат работите, затоа што ова сепак е голема стресна и шокантна ситуација. Нешто што се нема случајно. Како сите ние пак да се справиме со сето ова? Со овој гнев, со оваа траума, со бесот, со лутината што ја има секој од нас за она што се случи. Нели гневни сме, лути сме на институции, на сето на што требало да се направи, не се направило. Како да се справиме со сето ова што целата популација го чувствува? Да, тоа што се гледа е дека секој си има начин на кој што го решава ова, затоа гледаме многу различни реакции од луѓето. Да, некои пројавуваат агресија, некои влегуваат во момент на критика, некои се повлекуваат. Многу индивидуални се начините како би се справиле, но нешто што е, да кажеме, сите не опфаќа е да пробаме да, кога ќе се почувствуваме спремни да разговараме со личности кои што во нашиот живот имаат тежина и кои што ни се блиски, или ако не се почувствуваме доволно разбрано или ако имаме поголема потреба, секако да одиме на професионалец кој што ќе направи точна проценка што е тоа што ни треба на нас за полека да почнеме да го надминуваме и да се бориме со овој момент.
Сакала тука, Фики, да прочитам две информации да нашите гледачи, малку и тебе да те одморам, нели, од овој разговор. Министерството за здравство исто вчера излезе со една информација дека ја отвара телефонската линија 078 378 754, исто така за психолошка поддршка на пациентите. Значи, на располагање јавната здравствена установа, психијатриска болница и клиниката за психијатрија. Тие формираат мобилни тимови кои што се составени од психијатри и психолози и ќе обезбедуваат психолошка поддршка за сите семејства и сите пациенти кои што се во болниците. Исто така, линијата е отворена, уште еднаш ќе ја напоменам, 078 378 754. Достапна е за секого, значи, и стручни лица ќе бидат достапни за да обезбедат психолошка поддршка, нели, како што велат од Министерството за здравство. Би сакала и уште една многу важна информација да прочитам за сите пак оние кои што нели се од Кочани. Значи, сите преживеани лица и сите што биле во и околу објектот, значи, завчера и сите овие денови, во прва можна прилика треба да отидат кај својот лекар или на клиника, на проверка, бидејќи, како што се информира, во објектот имало азбест, кој што запален ослободува токсични честички, велат од Министерството. И денеска исто така премиерот потенцираше дека штетата не е веднаш видлива, но може да остави трајни и сериозни последици. Значи, сите уште еднаш кои што ќе се движат во близина на објектот во Кочани да носат заштитни маски, се со цел, нели, да се заштитат од овие токсични материи. Ова е уште еден друг момент здравствен кој што ќе може да предизвика други здравствени проблеми пак. Не знам што можев уште нешто да прочитам, тоа е тоа. Кажавме за комората на психолози, уште еднаш да потенцираме дека на страната можат да влезат. На Google најдете комора на психолози, таму се достапни сите телефони на сите оние психолози кои што ќе бидат на располагање и ќе дадат, нели, бесплатни совети за секој еден што му е потребно, посебно за оние лица кои што и од семејствата, и оние кои што беа повредени, и оние кои што беа таму во моментот на случувањето и на трагедијата, слободно може да се јават и да побараат психолошка помош. Фики, најверојатно и оваа година психолозите ќе имаат доста работа по сето ова што се случи. Што би можеле друго да кажеме со апел до нашите граѓани во однос на психолошкото здравје? Кои се тие моменти битни кои што треба да се забележат? Тебе можеби кажавме дека некои можеби се позатворени, па не разговараат, не ги искажуваат своите емоции, не знаеме како се чувствуваат. Дали можеби ако приметиме дека некој од, нели, она повеќе, како да кажам, поголема комуникација, веќе комуникацијата намалува, се повлекува во себе, веќе треба да реагираме и да му помогнеме на некој начин, да разговараме со него, да укажеме да појде со психолог, да поразговара кои се тие моменти кои што не треба да ги спуштиме во однос на на генерално на сите. Тоа што треба да го знаеме е дека покрај физичкото здравје, психичкото здравје не е исто толку многу важно. Така. И може да биде причина за многу проблеми понатаму, кои што го вклучуваат и физичкото здравје. Така. Нешто што би сакал да додадам е дека нема поента зошто човек би се мачел и би продолжил да се мачи без да си обрне внимание и да оди на еден разговор и да провери што е ако не се чувствува добро. Нема зошто да човек да одлучи да продолжи да се чувствува недобро и да го одложува моментот на барање помош. Така. Многу време веќе е јасно дека нема ништо срамно во барање помош. Јасна дистинкција веќе сметам дека се правиш помеѓу тоа што е психијатар и што е психолог. Јасно е веќе дека психијатарот не работи само со тешки нарушувања ментални, кои што и порано, за жал, беше тоа многу по изразено мислење дека ако човекот е и така го представува нездрав, тогаш оди на психијатар. Сметам дека свеста е многу зголемена. Така. Да не се одложуваат
чувствата и тежината и притисоците кои што ги чувствуваат луѓето посебно во ваков момент, со тоа што разбирам дека ние како личности сите имаме резилентни сили и одбранбени механизми, да не си ги црпиме максимално, ако можеме да се исконсултираме. Консултацијата со психолог, работата со психолог може само да ни помогне да не зацврсти, ако се работи само од психолошка промена, да ни даде насоки како да го сменеме бихеоралниот момент или однесувањето, се со цел да си ја подобриме целата ситуација. Тоа мислам дека е најважно во овој момент. А сите други работи сметам дека се многу врзани за индивидуалното и затоа секоја личност и доколку за себе или за тие околу себе процени дека треба помош, да не чека и да не поминува време. И исто така би ги замолил сите доколку имаат одредени информации, а не им се проверени информациите, да не ги пласираат. Да се потрудат да не ги пласираат доколку не се проверени, затоа што некогаш несвесно и не сакајќи може да се направи и таму штета. И тоа е мислам многу важно. Генерално тие беа и одредени насоки кои што ние ги зборевме во текот со колегите во текот на неделата, кога на некој начин и сами го поминувавме планот и програмата што ќе треба да правиме кога ќе дојде тежината на наша страна и како ние најмногу да помогнеме. Новинарите мислам дека својата работа си ја вршат многу добро, но исто така кај нив и би препорачал, кај што имаат можност да направат интервју со некој кој што е бил дел од таа ситуација, убаво да проверат во каква состојба е таа личност и дали тоа интервју што може да го даде ќе биде интервју под афект на целава ситуација, или ќе биде во ситуација на соодветно видовме некој, јас видов некои снимки кои што беа многу тешки. Точно, да. И не може секој да ги така би кажал дека подобро е да припазиме само тоа. Инаку ние сме сите еден народ, се оставаме на свесноста, многу се помогна, тоа е многу позитивно и се уште се помага и ќе се помага и генерално мислам дека тие се најважните работи што јас би ги споделил од некое си мое искуство и насоки кои што сметам дека ќе подобрат во ситуација и малку да подобрат, сметам дека ќе биде добро. Не знам што би сакал уште нешто да поразговараме во однос на тоа што потоа, нели, бидејќи нели после овие работи кажавме ќе се случат многу психолошки проблеми посебно кај младите. Колку би требало да се оди институциите да некоја иницијатива да направат да може би се вклучат повеќе психолози во училиштата, да се ангажираат, па да разговараат со младите, или пак некои предавања од страна на психолозите да се направат до адолесцентите, до младите, некако да ете малку позитивно им се повлијае на нивното психолошко здравје за се тоа што следи, некако може би повеќе да се допре до нив, да слушнат што треба, како треба и да можат и сами да си побараат помош. Колку се потребни такви работи во време во што следи, во периодот што следи? Верувам дека ќе имаме моменти од ова каде што ќе се направат многу позитивни иницијативи. И како предавање, и како работа, и како вежби, значи верувам дека ќе излезат многу позитивни работи. Дека тоа ќе биде за скоро, не знам, затоа што првично нешто сега што ќе се прави, ќе се гледа да се контролира штетата и да се намали ефектот од штетата максимум колку што ќе се може. Така. Но кога ќе има некое си да кажеме релативно стабилизирање, кажувам релативно затоа што вистински е релативно, тогаш може да се поработи малку и на тој аспект, нели, и во аспект на превенција, на влошување на психолошката состојба и дефинитивно, барем од проекти што сум учествувал јас за повеќе
за повеќе проблематики, се покажало дека колку повеќе има вложување во такви работи, ефектот е подобар. Так, знаете зошто го велам ова? Заради тоа што често пати кога сме разговарале на тема нели за младите, за нивното психолошко здравје и за она врсничко насилство, нели сите тие моменти, секогаш сме белеле да се направи нешто, нели, за да се доближи до младите, да се доближат работите, да им стане повеќе јасно. Ми се чини дека сега е токму погоден момент веќе да се реализира нешто такво, се за доброто, нели, на младите луѓе и за нивното психолошко здравје. Да, сигурен сум дека ова ќе како што кажавме, ова голема криза ќе биде јасен показател дека некои работи мора да ги менуваме и да вложиме во многу повеќе такви моменти кои што ќе ни помогнат и со цел, нели, да може да се превенираат моменти кои што и за секогаш да бидеме посигурни во однос на вакви тешки ситуации. Так, Фики, јас ти благодарам. Тука негде ќе привршиме со емисијата. Се надеваме и те во некое следно издание за некои следни нели проблеми кога станува збор за психологијата ќе се договориме, па повторно ќе бидеш дел од ваш термин. А тука би сакала до гледачите уште еднаш да потенцирам, значи поради можни вдишувачки изгореници исто така на лекар да се јават, се апелира од Министерството за здравство, од министерот за здравство да се јават сите оние кои што се чувствуваат добро и оние кои што се чувствуваат добро, а биле во дискотеката, како и сите оние кои што се во близина, го вдишували од воздухот оние, како што кажав, штетни честички на азбест, да се јават на лекар се со цел, нели, да се консултираат што како, дали има некои штети по нивното здравје. И уште еднаш само тука би сакала телефонот да го потенцирам за сите оние кои што се, нели, оние семејства кои што изгубија деца и пациентите кои што се уште во болниците, значи можат да се јават на 078 374 754. Клиниката за психијатрија обезбеди достапна психолошка помош и поддршка од сите оние психолози кои што се на располагање на клиниката, а исто така уште еднаш да потенцираме и мојот соговорник кој што е дел од комората на психолози, има листа на 50, Фики, така? Психолози повеќе од 50 кои што се достапни до секој оној на кој што му е потребна помош, се разбира, услугите се бесплатни. Благодарам уште еднаш за времето кој што го одвои денес. Се надевам дека барем малку позитивно ќе можеме и ние со оваа емисија да придонесеме за тие што ќе ја гледат. Почитувани гледачи, толку за денес се гледаме ние за 7 дена во исто време.